Во вашиот одговор во врска со буџетот на Република Македонија за 2021 година наведовте повеќе стратешки цели за кои што само декларативно се залагате, а ова ќе ви го образложам со следните факти и бројки. Една од стратешките цели ви беше и владењето на правото и борбата против корупцијата. Наведовте дека има определени средства и за судовите, и за борба против корупцијата. Меѓутоа, почитувана колешки, во однос на средствата предвидени за реформите и функционирање на правосудниот систем, бројките во однос на расходите по функционални области зборуваат нешто друго. Еве овде, колешке, јасно и децидно се предвидува дека во однос на 2020 година, во буџетот во 2021 година, имаме намалување од 6,72% во однос на средствата определени за судовите. И вели вака: најголемо намалување во однос на првичниот буџет за 2020 година има во категоријата судови со 243 милиони денари помалку, односно намалени се за 6,72%. Со овие средства, почитувани колешке, не може да се прави реформи во судството. Наредна стратешка цел која што ја потенциравте конкретно е и борбата против корупцијата. Имено формиравте и така наречен Delivery Unit, односно тим за борба против корупцијата. Меѓутоа, може многу јасно и децидно повторно бројките ве демантираат. Еве, почитувана колешке, повторно во однос на приказот на буџетски средства по владени програми. Конкретно, борба против корупцијата и организираниот криминал. Впрочем, и бевте во Министерството за внатрешни работи, во техничката влада, знаете. Конкретно, во буџетот предлогот е 0,00. Односно, ако сметате дека годината која одмина беше успешна година, тогаш во ред. Меѓутоа, за борба против корупцијата и судството зборуваат меѓународните извештаи, како што се Transparency International, кое што не вкрсти и не стави на 106-то место. 106-то место во однос на перцепција за корупција во државата. Исто така и Freedom House не декларираше како хибриден режим и извештајот на State Department-от. Ова се релевантни институции кои што потенцираат дека во Република Македонија владата се поистоветува со корупција и криминал. Благодарам. Нема ништо од владење на правото. Оваа влада е корумпирана и криминална. Благодарам.